Благодарам, подпредседателе. Господине Спасовски, 3 работи. Првата работа е 2018 година, она кое што може би вие како тогаш МВР во 2018 година треба да објасните во дистанца зошто на 30 септември ноќта на пребројување на гласовите од референдумот на кој што ви излегува 36,9% од луѓето, имавме десетници избирачки места каде што за 4 до 5 секунди гласаа измеѓу 80 и 90 луѓе. Никогаш тоа не успеавте во 2018 година да го истражите како директен и прв човек на редот и мирот во оваа држава и затоа подобро тоа да го кажувате, а не да прераскажувате нешто што може би сте го слушнале некаде. Второ, во поглед на 2015 и 2016 година од тие вон институционални разговори, кои што и тогаш како заменик и министер и сега жестоко ги критикував, измисливте две клучни работи. Првата е СЈО. Значи, во држава во која што има едно собрание, една влада, еден суд, смисливте две обвинителства да има и тоа вие како правник и како тогаш МВР што ни влеговте во влада, го прокламиравте како демократија и право. А знаеме дека не е така. И втората работа која што ни ја смисливте таа година беше техничка влада, да некој кој што добил мандат од единствениот суверен во нашето општество, тоа се граѓаните, добил мандат да спроведува секаков тип на процеси, од демократски, економски, реформски, па се до изборни процеси. И господин Спасовски, техничка влада е символ за срам на македонската демократија, символ за едно време кое што не би сакал сега да го елаборирам, ниту имам време. Она кое што е факт е следен. 2021 година директно вие, како МВР, организиравте или бевте меѓу првите што организираа локални избори, на кои што катастрофално ги изгубивте. Тогашниот председател на СДСМ и премиер си поднесе оставка и си отиде дома и никој немаше забелешки. Вторите избори, на кои што вие како политичка партија учествувавте и беа локални избори, беа организирани од друга влада, на која што уште покатастрофално изгубивте. Филип ќе остана, тоа си е ваша работа, но никој немаше забелешки на процесот. Сакам да кажам дека последните избори од 21 и 25 организирани и од страна на ВМРО-ДПМН и од страна на СДСМ, институциите си ги завршиле на висина на задачата и ниту еден од нас овдека немал никакви поплаки. Советна Европа вели дека сме зрела демократија, Советна Европа вели дека сме способни, имаме институции да ги преземат процесите, а ние овдека, насо како опозиција, да бидете малце покреативни и да смислите по други теми, зборуваме за рушење на институциите и рушење на демократската зрелост на граѓаните, тоа нема да може и овој пат. Благодарам. Контрреплика има пратенекот Оливер Спасовски. Повелете.